Но, најнапред, информација за најбитните вести од светот. Со мене во студиото е колегата Дејан Андоновиќ. Андоновиќ, добро утро. Добро утро. Регионот и светот. Регионот и светот. До... Да, за нас е најбитен регионот. Во Косово е немирно. Во Косово, што точно се случува таму? Во Косово изминатата ноќ помина мирно, но напнато се уште не се знае кој пукал на кого изминатата ноќ, имаше престрелки. Утре избора барикади, косовските срби поставија барикади во мигот кога се дозна дека еден од полицајците кој е од српска националност и која се облече униформата пред месец дена како резултат на протест поради воведувањето на таблиците косовски, односно забраната српски таблици регистарски да се возат низ Косово, нели и ga напушти полицијата, тој влегол во Косово, бил во продавница да купува намирници за дома, бидејќи живеат на Косово, тој неговото семејство и бил уапсен. Тоа ги предизвика и онака раздраганите таму и разгневени срби кои живеат во северно Косово, пред се во Митровица, но и во Јариње, Брњак и останатите делови околу лево од Ибар, реката и десно, и дигна бунт, поставија барикади. Од друга страна, косовската полиција велам, иако имаше информации дека се тоа специјалците на формацијата РОСУ на Приштина, се распореден... Тоа се единици со специјална намена. Да, тоа се специјални единици. Цевки... Да, со сите оние пропратни елементи кои ги има една специјална единица и покрај тоа што се тврди дека е полиција, а не се специјалци, сепак според податоците кои доаѓаат повторно велам од српските извори, се работи за преоблечени обични полицајци кои како имаат нели оружје и полициска или воена техника за да делуваат, и тоа изгледа нели како воена состојба, нели оклопни транспортери, автоматско оружје, значи не е само полиција, туку делува на воена состојба. Од друга страна, србите ги држат барикадите, бидејќи протестираат, не дозволуваат нели движење ни северниот дел од земјата. Приштина се најавува дека ќе ги разбие блокадите. Имаше ултиматум вчера до 19 часот. До 19 часот дека ќе ги разбие барикадите. Ама ништо од тој ултиматум. Па бидејќи Белград излезе вчера, синоќ имаше претседателот на Србија Александар Вучиć во живо обраќање, откако претходно има и Совет за национална безбедност, каде што ги утврдуваа механизмите како да им помогнат на србите на Косово. Едно од барањата е возобновувањето на резолуцијата 1244 на Советот за безбедност. Ке подсетам, 1999 година завршувањето на 78-дневното бомбардирање на НАТО врз СРЈ беше завршено со Кумановскиот технички договор, подпишан кај нас во близина на Куманово, каде меѓу другото беше договорено повлекување на тогашните воено-безбедносни сили, значи војската на СРЈ и полицијата на 3 месеци, додека КФОР ги заземе позициите, и подоцна во таа резолуција е предвидено враќање на 999 српски војници, тогаш југословенски, бидејќи беше заедница на Србија и Црна Гора, да се вратат во Косово, каде што ќе ги обезбедуваат српските енклави, условно речено. 30 години подоцна се смени работите. Косово во меѓувреме стана, да кажеме, речиси целосно независно, бидејќи е признаено од 90 држави во светот, од прилика, да не ме фаќаш за збор, не знам точно колку е бројката. Од друга страна, Вучиć и Белград сега бараат враќање на, ги подсетуваат практично дека се обврзани меѓународната заедница да им даде можност српската армија да се врати на Косово, бидејќи КФОР и меѓународната заедница очигледно не успеваат да ги заштитат тамошните срби. Се направи една меѓународна, вчера би рекол, еден калабалак, каде што германците пратија порака дека тоа не доаѓа во предвид. Приштина изјави дека доколку србите се вратат на Косово ќе има војна. Повторно американската дипломатија ја зема, нели, ја зеде главната улога да ги смири овие тензи, но само ги смири, не ги реши. Затоа ултиматумот вчера и покрај 19 часот продолжи, значи косовската полиција се уште не ги разбива тие барикади. Од друга страна, Белград апелираше до србите да останат мирни, но и апелираше и најави дека има мерки кои ќе ги презеде доколку
косовската полиција ги разбија барикадите без при тоа да каже што е точно планот. Од друга страна, Вучич вчера упати едни критики кон меѓународната заедница, бидејќи има Бриселски договор од Европска унија и Вашингтонски договор, но тоа е направен во времето на администрацијата на Доналд Трамп, па некако сега оваа нова администрација како да не ќе да го имплементира. Бриселскиот договор е едно од важните работи е формирање на заедница на српските општини, на што инсистира Белград и каде бара на тие заедница на српски општини таму да бидат распоредени тие евентуални српски сили кои би дошле, што е неприфатливо за меѓународната заедница. Се на се, која меѓународна заедница да бидеме па јасни? очигледно Европа и САД повторно покажа една работа. Косовскиот проблем трае долго време. 30 години, односно 23 години од воената интервенција и над 30 години проблемот на барањето на албанците на Косово да имат независна држава. Но ова е прв пат во светот се случува косовската криза да е како резултат, а може би и пропратна криза на она што се случува во Украина. Не изминатите години Косово кога ќе се случеше нешто на Косово, тоа беше главната вест во светските медиуми и сите беа ангажирани таа да го решат тој проблем. Сега е сепак во сенка на украинската криза, бидејќи таму во Украина се случува сериозна војна и се смета дека ова Косово, е едно од сомневањата е дека обид на Москва да ги расшири конфликтите и да се дефокусира притисокот кој е направен врз Украина, да се дефокусира на невралгичните делови од светот, а тоа е Балканот, и да се отопат оние замрзнати конфликти, како што е Косово. Косово е замрзнат конфликт, бидејќи се уште не е решен статусот, што ќе биде и како ќе биде, и се разбира следното што се стравува е Република Српска, бидејќи и таму има тенденции на тамошното раководство за одцепување од Босна и Херцеговина по клучот на Косово. Така да ќе видиме, меѓународната заедница има голем проблем сега, бидејќи не е само Косово проблемот. Сега Косово е плюс проблемот со оној проблем што се случува во Украина, а во Украина се случува сериозна војна. Во Украина се случува сериозна војна, а синоќ ја прочитав некои вести, не можам да тврдам колку се точни, но ситуацијата околу Бахмут на вистина се загрева. Таму Бахмут е името на градот кој е стратешки важен. Артемовск на руски. Бахмут е клучна точка според анализите. Читав дека тука се спојуваат железнички творови, дека има патишта, железничко чвориште, како што го нарекуваат, од каде што тој што го држи Бахмут може да ги снабдува трупите кои се борат, и сега тоа е цела една воена стратегија. Со ослободувањето на Бахмут се смета дека стратешки ќе падне целосно оној дел на Донецк кој русите не успеваат. До Донецк, велам, не Донбас. Ако се земе во предвид дека Луганск делот е над 95% под руска територија, Донецк не е. И таму се оние главните битки. Се смета дека повлекувањето на русите од Херсон всушност било стратешки маневр на единиците, тие 30 на 40.000 руски војници од Херсон, каде што немале ги повлечен зад реката Днепар, каде што полесно може да се брани тој дел, ги концентрира да го завршат оној дел околу Бахмут што го спомна. Меѓутоа таму се стварно сериозни битките. Ние дури во медиумите многу малку можеме да видиме, но таму она што го велат преку социјалните мрежи нашите колеги кои известуваат за некои независни медиуми во светот, велат дека вистинска кланица и дека таму вистинска војна се случува, каде што е до исцрпување, со огромен број на жртви, со огромни број на разорнување. Утринава видов дури една коментар од еден пензиониран американски генерал кој рече русите преголема цена плаќаат во Бахмут, на крајот ќе го освојат, но нема ништо да добијат со тоа, што ми е само сигнал дека таму сериозно нешто се случува. Но покрај борбата таму од вчера е повторно нападната Одеса, третиот поголемина град во Украина, кој е важно црноморско. Луѓе се без електрична енергија таму. Важно црноморско пристаниште,
каде што идејата првична да те подсетам беше после Херсон да се оди на Одеса, да се освои Одеса и така Украина да се исклучи од пристап кон морскиот брег. Со освојувањето на Одеса Украина веќе не би излегувала на море. Тие планови на русите не успеа поради многу причини, да не навлегуваме, можеби и стратегија, не знаеме, но едно е сигурно, повторно е нападната Одеса. Таму, јас секогаш велам, ајде вака новинарски ќе известуваме, таму живеат многу луѓе, кој бил у Одеса знае колку е убав градот и тоа е жалосно што се случува, но што е целта на русите да напаѓаат овака Одеса, дали од мазнички напад, дали е за дестабилизирање, за влевање на страв. Од друга страна, многу руси живеат во Одеса, па не ми е логично сето ова што го зборуваме. Така да оваа украинскава војна е многу контраверзна за сите нас, особено што ние не сме таму и се информираме од медиумите во светот, но сега не можеме, немаме пристап кон едната страна, само од другата земаме извештаи и социјалните мрежи, мислам дека колку и да велат дека се голема работа, мислам дека голема дезинформација прават, бидејќи не знаеме што се случува. Едно е сигурно, Косово е резултат на војната во Украина, ми се чини повторното возобновување на косовскиот конфликт. Геостратешки гледано големите си играат шах, а обичните луѓе секогаш се жртви на се. Сиромаштијата секоја страда на крајот. Имам уште едно прашање, но да бидеме внимателни. Веднаш да кажеме дека можеби е и дезинформација. Синоќ ја прочитав една вест дека сите летови за Минск се откажани и дека над небото над Белорусија не се одвива авиособраќај. Не сум сигурен дали е точна информацијата, но доколку е точна, тоа што би значило? Па има логика, иако не можеме да ја потврдиме, и повторно велам, не сме стручни, може и да бидат пуштени. Првин западните авиокомпании веќе одамна одбива да летаат преку Белорусија, Русија да не зборувам, и Украина, бидејќи знаеш како, кога се исполнуваат онакви проектили, никад не знаеш дали може да се случи како со оној индонезиски авион, ако се сегаш, кој... Да, кој леташе над место кај што не би требало да лета. Да, се најде случајно над Украина, како беше, да не потсеќаме. Над Донбас. Да, во Белорусија што се случува, Русија и Белорусија се братски држави, речи си Белорусија му доаѓа нешто како дел од Русија, особено со председателствувањето на Лукашенко. Она што е поставено е дека русите имат префрлено официјално 10.000, неофицијално 45.000 војници кои се... Некој тврди многу повеќе дека. Да, добро, официјалната бројка е 9.000 руски војници. 9.000 е многу. Многу. Така, ако они велат дека е 9.000, кој знае колку? Пута 5. Од друга страна, белоруската армија подолго време се јавува и има написи во ова дека се подготвува заедно со руската армија да влезе во оној дел од горе каде што по почетокот на војната или специјална војна операција, која веќе русите не ја ни нарекуваат специјална војна операција. Не знам дали приметуваш дека веќе не е специјална војна операција, туку е војна, и дека веќе не одат на денацификација, туку одат на нешто друго. Тие два термина се загубија од февруари. А тоа мислам дека со објавувањето на делумна мобилизација и се смени начинот на формулацијата. Се смета дека од таму би влегле и повторно би тргнале во правецот на Киев. Дали е Киев точката или не знам. Во секој случај, изминатите 3 дена Александар Лукашенко нареди преместување на одреден број на белоруски трупи, елитни, кои заедно со руските се на границата со Украина и почна војни маневри. Тоа е оној вовед на... Вежба. Да, тоа се вика војни маневри и онда случајно ќе преминат границата. Не сакајки. Но исто така има и информации дека одреден дел на белоруските генерали се противат на тоа, сметајќи дека Белорусија не би требала да се вмешува во оваа војна, бидејќи покрај русите нив им се браќа и украинците. Тоа се информации кои ни ги пласираат западните медиуми, се разбира. Значи, едната страна. Се мораме да ставиме на ова една заграда дека не сме сигурни. Едно е сигурно, веројатно и логично е, доколку русите успеат да соберат сила, се организираат, доаѓаат 300.000 нови војници нели мобилизирани, кои се уште единиците не се пополнети, уште се по
обуки, можно и не е исклучено русите да тргнат во два правци. Можеби првичната стратегија која им беше на 24 февруари, ако не успела, може ќе се обидат повторно да удрат. Од Белорусија може да нападнат во два правци. Едниот е Киев и едниот е Харков. Во двата наврати тие не успеа. А може би да се оди и на третата страна, но не знам сега. Тоа се големи геостратегии кои не верувам дека некој освен тројца во рускиот генералштаб знаат кои им се акциите. Едно е сигурно, оваа војна не само што не се смирува, туку се уште се разгорува. Тоа е првата работа и еве она што го разговараме јас и ти цела недела. Косово има барикади и има тензии и веднаш има мировни преговори, веднаш доаѓаат високи американски, високи европски представници да ги смират тензиите, ги викаат председателите во Брисел. Украинско-рускиот конфликт, никој ништо, гледам Ердоган најави повторно нешто и разговарал со нив преку телефон. Значи не иницирал преговарачка маса да ги седне Зеленски и Путин или да ги седне представниците на Зеленски и Путин. Едноставно како да нема желба да има мировен преговор, него ајде кој ќе победи, тој бил во право. Нешто што е многу страшно, а полека се отвараат замрзнатите конфликти. Косово е еден од првите замрзнати конфликти кој се отопува. Второ, веројатно, може да биде Република Српска или не дај Боже да сум во право. За другите ни треба историска читанка. А имаме и Пацифик кој врие она околу Кина и околу она што го зборувавме минатата недела, Курилските острови, Јапонија, ангажманот на Соединетите Американски држави и Велика Британија и Австралија на Пацификот, звецкање на оружје од големи размери. Од еднаш имаме 3 или 4 големи невралгични точки во светот кои за малку може да букнат и веќе да нема никаква контрола. Сега за сега веројатно се уште има контрола и се уште се онака срамежливо се вооружуваат, меѓутоа доколку продолжи украинската криза, таа ќе биде индикаторот за некои поголеми судири.